Здраво, драги гледачи! Оваа прекрасна гледка што имате шанса да ја видите во моментот, тоа сме ние, вашите супер звездички кои што се наоѓаме на едно специјално место. Денеска се наоѓаме во кој град? Скопје. Во Скопје. Денеска сме, значи, во нашиот град, во градот Скопје, каде што ќе одиме во посета на еден ансамбл. Некои мислат дека тоа е културно-уметничко друштво, но грешат. Ова што денеска ќе го посетиме е ансамбл за народни игри и песни и тој се вика како? Танец, драги другарчиња, почитувани родители, баби и дедовци, останете со нас, бидејќи во оваа емисија ќе имате вистински шанса да видите нешто што никогаш досега не е видено на телевизија. Дали некој од вас сака да игра? Да. А дали сака да игра оро? Да. Има овде некој што игра оро? Кој игра оро, да видам? Каде игра злото ти оро? Јас играм оро во Кочураци. Кочураци, браво, а ти куклубава? Ти не играш оро? Не. А Стефан игра оро? Мојот професор е член ансамблот танец и се вика Јоцо. Гледате овде, има прекрасни чичковци, прекрасни дадички кои што прават се за да се зачува македонската традиционална песна, македонскиот традиционален фолклор и како што гледаат, тие се чувари на македонското богатство, меѓу кои и овие носи што ги гледате овде и македонските стари инструменти како што се, например, кои се стари инструменти? Знаете ли некој стари инструмент? Гајдата. Гајдата, друг вака некој инструмент, кавал, вака еден што се лупа од страна и се вика тапан, значи тапан, зурла, знаете за зурла? Да. Така да останете заедно со нас, ова што денеска ќе го видите, како што веќе најавив, нема шанса да го видите на друго место. Одиме да ги видиме рекламите, а веднаш потоа се враќаме каде? Овде во Танец. Така. 3, 4. Је!
Драги гледачи, како што претходно најавивме, денеска Супер звездите се специјални гости во ансамблот за народни игри и песни, а тоа е ансамблот кој? Танец. Ајде, драги Супер звездички, голем аплауз за Танец и за овие прекрасни батковци и дадички кои што денеска не пречекаа овдека. И специјален поздрав, здраво живо, за овој батко кој што се вика Симе и денес ќе биде наш домаќин. Здраво Симе. Здраво, добро дојдовте. Баш ми е мило што сте наши гости. Фала многу што ме поканивте да видиме ваши гости специјални денеска овдека. Посебно ова што го гледаме се е околу нас овде многу не интересира. Сме имале шанса да гледаме игрорци многу пати на телевизија, но не сме имале шанса вака да седиме, да се дружиме со нив, да ги видиме од блиску како се, да видиме што се случува на нивните проби, како поминува еден работен ден. Па затоа и ќе си поприкажеме. Ќе бидете ли подготвени да ни одговорите на сите прашања што ги има? Сигурно, не верувам дека ќе поставувате некои прашања од математика. Не, математика не. Многу. Нема математика, географија нема, али она што ќе прашуваме ќе биде се поврзано за нашето национално богатство и главниот чувар, а тоа е Танец. Ајде сега да видиме кој има прашања овдека. Дечки, имате ли прашања ви? Ау, еве, Стефан ќе го постави првото злато. Кој е твоето прашање? Моето прашање од кога Чичко Симе е професор? Значи, јас не сум професор, не сум наставник, односно јас сум раководител на игрорниот кор, односно, да се разбереме, на игрорците. И сега, со игрорците ние се подготвуваме тука, да речам, јас ги подготвувам. Како треба да играат, што да играат и така натаму. Има исто така мој колега, нели, што работи со оркестарот, со музичарите. Тој ги подготвува музичарите, односно им кажува како да свират. И има друг, односно колешка една, која работи со пеачите, односно со вокалниот состав. Таа па кажува како треба да се пее и што да се пее. И овдека имате оркестар, играорци и хор, така беше? Да, вокален состав, да, хор, пеач. Вокален состав кој што пеа. Вие пеете и свирите плейбек или све е овдека во живо? Не, ние све, да речам, сите наши работни часови се одвиваат во живо, нема плейбек, не користиме воопшто. Никаде имаме плейбеци снимено, меѓутоа за, да речам, некакви специјални потреби и тие многу ретко ги употребуваме, инаку во суштина работиме во живо, со жив оркестар. Од кога постои Танец? Танец е формиран 1949 година, го има формирано, да речам, владата на Република Македонија, и нели е институција која од општествен интерес и така натаму, затоа што за да го негува и да го обработува фолклорот на Република Македонија, односно македонскиот фолклор. Што значи 49-та, значи формиран. Сега да напоменам, сакам да нагласам дека 2009-та, значи нареднава година, ние славиме 60-ти роѓенден, значи 60 годишен јубилеј. И мило ќе ни биде да видите и наши гости ќе поканиме со задоволство, со специјална покана. Фала ви многу. Да го проследите нашиот јубилеен свежен концерт. Фала, ќе бидеме тука, фала ви многу. Фала ви многу. Чекаме. Тука сме, апсолутно тука сме. Ета, ви благодарам, значи многу. Ќе направиме една кратка пауза, а веднаш потоа се враќаме овде повторно во разговор со останатите оние членови кои што работат овдека во ансамблот за игри и песни Танец од Скопје. Еве се враќаме повторно сега во разговор со дел од екипата кои што работат овдека во ансамблот за народни игри и песни Танец. Веднаш до мене се наоѓа Весна, која што е играорец, така ли беше? Да, здраво, драго ми е што дојдовте. Беше ми мило вакви гости што имаме денеска во Танец. Исто и нас ни е посебно драго што дојдовме денеска да ве посетиме и да видиме како се одвива еден ваш работен ден. Весна, што е поточно вашата работа? Нашата работа започнува од 9 часот се бајле и работа ни е да играме и да пееме. Колку луѓе сте вие во делот на играорците? Ние сме 16 пара, значи 16 машки и 16 девојки. Значи вкупно 30, значи играорци се и момчиња и девојчиња, не е само девојчиња или само момчиња. Кога играте овдека на вашите проби, вие вака си доаѓате облечени, значи во тренерки. А кога играте на настапи, облекувате носи, така е? Точно, да, мора да бидеме облечени во нашата традиционална носија. И сега тешко ли е да се носи една таква носија? Некои се полесни, некои се потешки, но како вие се чувствувате да играте во носија? Секогаш чувството е многу убаво кога ќе се облече таа носија, затоа што знаеме дека тоа е нашата традиција и нашите корени потекнуваат токму со таква носија. Така да и тежината на носијата сепак нас не ни представува тешко. И лесно се поднесува. Да. Браво, супер. Ај сега да видам има ли некои прашања од овие дечиња овдека прекрасни. Ангела, кој е твоето прашање, повели? Јас сум Ангела и сакам да прашам колку работен ден работи Танец. Така, во кои денови се вие доаѓате на работа? Ние доаѓаме од понеделник до петок, сабота и недела сме слободни. Ова е државна институција, нели?
и имаме скратено работно време поради тежината на работата од 9 часот до 1 час. Значи, скратено работно време бидејќи вие сте цело време во суштина овдека на нозе. Да, на нозе и да не речем турбо сме. Турба, па да, видовме дека ова што се работи, значи не е толку едноставно, значи се троши многу енергија, мора да сте физички максимално подготвени. Се случува ли некогаш нека повреда? Па многу често се случуваат повреди, меѓутоа сите тие повреди некако се санираат и поминуваат во многу брз период. Супер, да видиме сега следно прашање кој ќе постави овдека. Злато, кој е твоето прашање? Сакам да прашам кај патуваат. Дали патуваат? Значи ние слушаме дека танец беше сега вамо, танец беше тамо, ќе имаме концерт намо. Дали вие патувате со танец? Многу често патуваме, со тоа што не една од поголемите турнеи сега што беше Австралија, март-април, тој период, и многу е убаво да се патува. Каде се сте биле до сега, освен Австралија? Јас со оглед на тоа дека 5 години сум во танец, сум била неколку места во Европа и Австралија плюс. Како ве прифаќаат онаму кога ќе отидете во странство? Доаѓаат само македонци да ве гледаат или доаѓаат луѓе од целиот свет и од разни култури и од разни земји? Многу често доаѓаат и од истата земја луѓето што се живеат таму, што не се македонци и презадоволни се уживаат да го гледаат нашиот фолклор. Супер, баш ми е драго што го презентирате на најдобар можен начин. Да видиме следно прашање. Ова женска овдека, драги гледачи, сега ќе постави прашање. Добра ли си ова? Да. Прашањето твое кое е, Злато? Со колку години се почнале да играте во танец? Така, од колку години може да се стане дел од ансамблот танец? Јас почнав на мојата 21 година, меѓутоа може да се стане над 18 години, секој што има завршено средно образование. Кажавме во танец дека има играорки. Много веројатно време е да запознаеме и еден од играорците. До мене се наоѓа Сашко, добро дојде во Супер Звезда. Добро дојдовте и се најубаво во оваа наша установа. Посебно ми е драго што денеска дојдовме овде. Сашко, ти вака како играорец да ми кажеш која е твојата работа? Напорно ли ова што го работите ова? Па како што кажа и пред мене колешката и раководителот на само, ако има желба, значи сите овие луѓе што работат тука имаат желба и сите тоа го работат уште од мали. Значи воопшто не им е напорно и тоа го работат од љубов. Значи сите тие физички активности, желбата за играње ги надминува и желбата за пеење на исти начин се совладува. Браво. Колку часа на ден работите и вие машките исто како и женските? Да, паралелно работиме мажи и жени заедно. Значи, часот почнува и за мажите и за жените. Има и посебни часови кај што работат само мажи и само жени, бидејќи има само машки игри, има и само женски. Кои се некои вака типично машки игри да ги кажеме да знаат нашите гледачи, например, малце едукација? Типични машки игри се тешкото чифта чамче, машкор има комицко, арамиско и други. А вака да видиме некои од женските ора вака што се специфични за девојките само? Специфични за девојките се не орото, кореографијата, значи сценската постановка, водарки, тресеница, женско чамче, невестинско. Повеќето ора, оние останатите кои што не ги наброивме, се играат паралелно, и машки и женски. Точно, значи освен што има посебно машки, посебно женски игри, се играат и значи заедно игри мажи и жени во едно. Во едно, супер. Ајде сега да видам прашања, рековме дека имаме, кој има прашање? Оваа женска ше многу мафта, кај мафташ ме? А вие како си? Добра. Кој е твоето прашање, Злата? Моето прашање е кој ви ги плете чорапите и лечињата? Супер. Батко Сашко ќе ни каже, значи кој ви ги плете чорапите, лечињата и другите работи? Чорапите, лечињата, другите делови од носиите ги прави народниот творец жената. Може да се сретнат тука и постари од 50 години, од 60 до 100 години. Значи, старите баби, твојата баба, значи мојата баба, незината баба, кои што знаат да плетат и некогаш ги носеле тие, биле нивни, како што ние денеска носиме кошула, фармерки, тие биле нивна кошула и нивни фармерки, значи носијата така. Значи, тие се изработувани пред половина век и век и тие самите си ги изработувале своите алишта. Се е автентично и се е оригинал. Да, тие се автентични, може да се најдат во село на 1000 метра надморска висина на некоја планина, може да се најдат во сите села кои што се постари, кои се рурална средина. Значи. Благодарам. Ме интересира сега Сашко да ми кажеш дали уживаш во твојата работа? Нормално, значи ова го работам веќе една година, значи јас сум најмлад играорец тука, но моите почетоци се некаде
8-9 години. Тоа ми остана, значи и го избрав како своја професија за понатаму во животот. Одлично, ти посакувам се најдобро, не само тебе и сите колеги овдека вашиот танец. Сега ќе направиме една кратка пауза да ви гледачи, а веднаш потоа одиме да видиме што се крие овдека во гардеробата на танец, да видиме какви све народни носи може да сретнеме таму. Еве сега да ви мапнеме, драги гледачи, да видите колку ние сме убави и згодни, а тоа што сме волку убави сите, облечени и дотерани, бидејќи се наоѓаме во гардеробата на ансамблот за народни игри и песни танец, а веднаш каде мене се наоѓа Едита. Едита, здраво живо и добре дојде во Супер Звезда. Здраво, добро ве најдов. Како си, добра? Супер. Кажи сега, која е твојата работа во танец? Јас сум асистент корепетитор. Што тоа подразбира? Не многу различно од останатите играурци, меѓутоа јас ги водам часовите. Значи, вие Едита кажувате кој кога ќе игра, кој ќе доаѓа на час, кој нема да доаѓа. Да. Напорна ли е вашата работа? Да, многу бара напор и физички и психички, како и да е стресна ни е работата. Сите ли овдека во танец вака многу работите како вие? Секако. Многу ми е драго што се наоѓаме на едно вакво место каде што многу се работи. Сега дојдовме, значи, да ја откриеме ризницата на еден дел од богатството кој што го чува танец. Значи, тоа се овие овдека народни носи кои што ексклузивно и специјално имаме шанса денеска за прв пат вака јавно да им ги покажеме на нашите гледачи за какви носи поточно станува збор, Едита. Со овие носи концертираме, притежно се оригинал и треба многу внимание и љубов и не знам, ладно ви е, деца? Ладно е? Зошто е ладно? Просторијата мора да биде ладна, затоа што носиите единствено така може да се одржат и да стојат за подолги години и за следните генерации што доаѓаат, за да можат и да концертираат и понатака со нив. Значи, лете, зима, овдека си има константна температура. Мора така да биде. Сега, кажавме дека овие носи, значи, повеќето од нив се оригинали. Да, оригинали се. Сега точно годините не би можела да кажам, некои се по 100 години. Има и толку стари. Да, секако. Како и да е, стари се. Ајде да видиме, може ли погледнеме една носи, например, оваа првата која што се наоѓа овдека веднаш до нас, еви гледачите да ја видат. За што станува збор? Ова представува носи од Скопска блатја. Скопско, пределот околу градот, и се состои од неколку делови. Тоа е елек, марама, појас, ова е футата и секако кошулата. Мене вака како би ми стоела, дечки, добро ми стои. Или ова е женска носи? Женска носи е. Значи, ова ништо за мене има разни и машки и женски носи. Носиите се поред области и подрачја и имаат различно име. Значи не секој пат елекот од друг предел се нарекува елек. Значи има и поинакви имиња. Зависи од каде е носијата. Одлично, да ја вратиме сега оваа прекрасна носија. Може ли да погледнеме некоја друга? Еве, горе гледам некој носи и ова во суштина е дел од носијата. Што е ова, некоја марама, мене така ми личи? Ова е марама и од Мариовскиот предел. Ова е марама, значи? Да, марама. Ова се ракавчиња. Сакате да видите каде стојат? Да видиме како стојат ракавчиња. Леле, значи имаме ние носија со ракавчиња, да леле колку се прекрасни, на кого ќе му ги ставиме. Еве, леле, каква згодна женската направивме, браво. Ова е марамче. И марамче има во комплетна носија. Марамче. Ова е футата. И ова е кошулата. Фута, кошула и видовме, значи во комплет како изгледа. Ова е, значи, носија од Мариовскиот крај. Се знае ли овде кај вас колку носи и какви носи и колку различни носи има? Не би можела да ви кажам точно од секој предел и од секој регион и како доаѓаат новите игри кои што ги спремаме, накнадно се купуваат, значи се повеќе и повеќе носи. Едита, ме интересира, значи, од каде се собрани сите овие носи? Носиите се од различни предели низ Македонија. Нормално некои ги купуваме, некои се наши. Веќе знаетот и зумери луѓето и некои не ги чуваат носиите, меѓутоа доколку некој има носи, може слободно да ги донесе во танец, пошто ние ги откупуваме носиите. Значи, еве апел уште еднаш кога повториме сите оние кои што имаат носи, кои што некако им се останати во наследство, а сакаат истите да бидат сочувани на вистинско место, може да ги донесат овде во танец кои што ги купуваат носиите, а ем понатака и истите тие носи ќе ја презентираат македонската култура, македонската традиција. Сега да ве прашам, значи оваа носија, застанавме вака една по една да ги гледаме, од каде потекнува оваа носија, поточно од кој крај ни доаѓа? Ова е фритска носија и е веќе и нова игра на репертарот. 2 години, оваа година е втората година како ја прикажуваме играта
и таа се состои од неколку делови како што можете да видите. Меѓутоа јас мислам дека една од најубавите носии во Македонија представува галичката носија, можете да ја видите. Ајде да погледнеме дали е тоа оваа носија. Да, ова е таа носија и е преубава носија, тежи 13 кила и верувајте многу е тешко да се концертира со оваа носија. Еве, јас имам галичка невеста, значи да ја запознаев неколку години порано, ќе правевме свадба во ваква носија. Да, сигурно. Порано, зошто се носеле носиите? Дел од облека. Секоја села имало свој тип на облекување, значи се разликува носијата од село до село. Иако се работи за испредел, за регионијаци, различни се носиите во галичник, различни се во витуше носиите, значи обавезно има некој детаљ кој што се разликува. И секој во селото знае, доколку те види во носија, веќе знае, вика, ова е галичка носија. Кој каква носија носи? Одлично. Сега што е ова што го гледаме, Едита? Ова представува низалка, се носи на половина. Половина? Да, и секој семејство има различни низалки според социјалниот статус. Значи ова е исто така дел од носијата. Да, Ова спаѓа во накид. во накид. И овие пари какви се? Сребрени пари, сребрен накид? Сребреници се, да. Некогаш се користи и злато? Да, во принцип повеќе се сребрени, меѓутоа се користат и златни. Какви други накити има на носиите кои што се користат? Постојат повеќе накити, низалки, пафти, гердани, минѓуши од разни предели и игленици. Вие сето тоа го имате овде во Танец? Сето тоа. Браво, збре, ваков ансамбл нема никаде на светот, драги гледачи. Уште еден аплауз специјален за Танец. Еве. Инаку, ако земеме да ги кажуваме сите овие овдека носии кои што ги имате и да ги покажуваме една по една, колку време ќе ни треба? 2, 3, 5, 6 месеци? И повеќе. Житка, фала ви многу за оваа презентација што имавме шанса да видиме овдека. Дечиња, убаво си поминавте тука? Значи ви се допадна ли овој дел од гардеробала? Да, супер. Следниот пат кога ќе видите некој во носија, ќе знаете што е носијата, од каде доаѓаат сите носии, ќе знаете дека се многу вредни и убави работи кои сите треба да ги чуваме. Договорено? Да им мафнеме нашите гледачи, да им пратиме бакнежи. Веднаш после кратката пауза ќе видиме што следно ќе имаме шанса да ви покажеме во Танец. Како што може и вие, драги гледачи, да видите, до мене се наоѓа една прекрасна дадичка која веќе ни демонстрира една народна носија. Здраво, живо за Весна и добре ни дојде во Супер Звезда. Добро ве најдов. Односно, вие сте кај нас на гости. Нашите врати се отворени за сите гости, посебно за најмалите. Бидејќи нели тие се нашата иднина, па еден ден ќе ги видиме можеби некој од нив во оваа сала. Апсолутно, како не, се надеваме дека некој од нив ќе заигра овдека и ќе продолжи да ја пренесува македонската култура и да биде амбасадор на македонската традиција, да продолжи да ја пренесува македонската култура, да не представува во земјава и надвор од неа, како што го правиме тоа ние сега. Имаме преку вас шанса сега да видиме како изгледа една автентична македонска народна носија. Дали е ова оригинална? Оригинална македонска носија, поточно од гевгелискиот крај и е празнична носија. Значи во Гевгелија девојките се облекувале вака како што јас се облекувам сега, пред многу години. И ја носеле за празници. Што се состои оваа носија? Може да видиме дека има шапка вака? Има шапка, таа е многу накитана, се тоа рачно изработено, сите мунистри тоа е све везано, цветовите се накнадно ставани. Многу ситни, убави, прекрасни детали, значи да се изработи една ваква шапка, јас претпоставам дека треба со месеци да се работи. Па знаете како во минатото летото се користело за преживување, односно нели земјодели и тие работи, а зимото жените го користеле за да се облечат, односно да си ја направат облеката. И да прават носија. Браво, прекрасно. Одиме понатаму, значи да видиме, ова е некоја кошула? Ова не е кошула, ова е фустан или елек, значи се наоѓа во форма на фустан или во форма на елек
Исто е празничен, од оздола има кошула која целата така е везана со везови, може да ги приметите по ракавите. Да видиме каде цирка малку кошулата. Така, потоа има едно традиционално селско платно, тоа е ткаено селско платно. Од одгоре најубавиот накид, тоа се пафтите. Секој крај си има различна форма на пафта. Ива се оригинални пафти, значи, од тоа време, леле, колку се убави, се железни, да, и такви се многу сериозни изгледаат. Така, да. Као они биле главниот украс на невестата. Главниот украс на невестата. И надолу го имаме ова, како се викаше? Ова е фута. Ова е се фута. вика Фута, да. Фута или скутале, некои така го знаат, што не се баш во фолклорот, инаку во фолклорот се нарекува фута. Тешко ли е вака да се носи? Не, преубаво е. Преубаво е чувството. Чувството, да? Да. Супер. Пред се ние ја носиме носијата, а не таа нас. Го доживуваме истото што се доживувало пред многу години. И значи на крајот носијата завршува со опинците и чорапите. Традиционално плетени чорапи, опинци што се наоѓаат скоро во секој крај од Македонија. Некаде се менува бојата, црвени, црни, пашарени и слично. Сега ве фативме вас пред да одите на фотографирање, така? Фотографирање, да, бидејќи ни се наближува годишниот концерт. Многу наскоро ќе го објавиме и премиерно ќе изведеме ова гевгелиска игра на новогодишниот концерт и затоа одиме на сликање да направиме некои флаерчиња. Ви посакам се најдобро, да имате прекрасен концерт, се гледаме таму, да сте живи и здрави. Фала Весна многу. Ви благодарам и на вас и повелете кога сакате. А сега, драги гледачи, одиме понатаму. Прекрасен амбиент и атмосфера владее посебно овде во собата каде што работи оркестарот. Овде кај околу мене се наоѓаат музичарите. Супер звезда, специјален аплауз за музичарите од Танес 3-4. Громогласен аплауз да ги прозаиме нашите пријатели кои што се амбасадори на македонската култура секаде каде што одат низ светот, па и овде кај нас. Еве да поразговараме со еден по еден од нив. Здраво живо. Вие сте? Браво, јас сум Владко Терзиски, работам како инструменталист во ансамбл Танец. Владко, баш ми е драго. Кларинетот каков инструмент е? Па вака, кларинетот е инструмент кој што се употребува во поише стилови на музиката, меѓутоа на нашите поднебја може да се употребува и народната музика. Така, иначе знаеме дека кларинетот не е само за народно, него кларинетот може да биде и за джез. Класика, джез, разни стилови на музика. Ете така, иначе овдека ние најчесто кога слушаме народна музика, кларинетот е тој кој што прави мане, така беше? Така е. Задолжен за солист. Заедно, значи мане, кога ќе слушнете мане, вика еве сега кларинетистот прави мане, тоа е едно соло. Да, соло или мане, или импровизација во джез на музика. Значи импровизација во народна музика е мане. Супер. Има ли некој прашање што сака овдека да постои сега да видам? Има. Еве Ангела, повели Злато, кој е твоето прашање? Јас сум Ангела Ќосева и сакам да прашам дали е лесно да се биде музичар. Ботко, Владко ќе ни каже. Па сега, за да се биде музичар, треба да имате прво талент за музика. Како во сите професии, секоја работа си бара вежбање, си бара работа, учење и така натаму. Значи, со многу работа и со талент може да се биде добар музичар. Колку време е потребно да се научи, например, да се свири кларинет? Се прави тоа за неколку дена, за неколку месеци или години се потребни? Па потребни се малце повеќе години, да. Основните работи случат за кратко време, да кажеме, за неколку месеци, меѓутоа за да се биде професионален музичар треба да поминат години и искуство. Благодарам. Одиме сега понатамо, со Диме се знаеме одамна. Диме, како си? Добре ни дојде во Супер звезда. Да, добро најдов. Добро си. Еве, Диме, ку свири на овој инструмент кој што се вика како? Ова е македонска тамбура, тоа е инструмент изворен кој што нашите предци го користеле, па на некој начин се е присутен и во ансамбл Танец. Тешко ли е да се свири на оваква тамбура? Колку жици има оваа тамбура? Вака, за релативно кратко време може човек да научи да почне да свири. Меѓутоа, за да свири повиртуозно би требало малце повеќе време и повеќе, да речеме, од 3-4 години, така за да ја навикне за сваки стилот и така. Сега да видиме оваа женска одека, што од преска напорно крела рака, ќе го постави своето прашање, а тоа е? Здраве, јас сум Јана и сакам да прашам каде учат да свират. Каде учат да свират, ќе ни одговори овој Батко, кој што се наоѓа веднаш каде мене. Здраво, вие сте? Златко. И се вика Златко, овој Батко, Златко. Златко, добре ни дојде во Супер звезда. Ало, добре најдов. Вашиот инструмент на кој што вие свирите е исто? Исто тамбура, ние сме двајца тамбураши и свириме заедно.
во терци, во прима и така. Секси прими, значи кој е како треба да... Значи тамбура не е една, него има повеќе видови? Таа е изворна, чисто за изворни ора и песни. Таа е приградска тамбура, значи има приградски звук. Градските мелодии се издвојуваат малце од тие што се старите изворни. Така и плюс две жици повеќе. За снимање за оркестар, таа е придружен инструмент на првата тамбура. А како би звучало сега ова на другата тамбура која што е за октава повисока да слушнеме? Браво бе за Батко Златко, држте ме да не заиграм, браво, аплауз значи за овој специјален соло настап овде на Батко Златко. Фала ви многу. Уживате ли во вашата работа? Па да, ако не уживаме, мислам музиката е истовремено и уживање и работа. И работа, задоволството со и работа и задоволство. Браво Златко, ви благодарам многу. Одиме понатака со овој Батко кој што има прекрасни кавели во својата рака. Здраво за? Јас сум Сашо. Сашо, како сте добри? Добро, фала. Сашо, сега да кажеме, значи, што е ова? Ова е, значи, исто македонски традиционален инструмент, дувачки дрвен инструмент кој што се вика кавал. Значи, кавалот е стар македонски традиционален народен дрвен дувачки инструмент. Овие се кавали кои што се прават рачно? Сите, да, се изработуваат со рачна изработка, иначе мајсторот кој што ги прави овие кавали е исто тука кавал животанец, меѓутоа сега баш во момент не е тука. Како што може да приметите, шарите на сите три кавали им се исти, меѓутоа големината не е иста. Имаме мал, среден и голем. Така, имаме повеќе видови на штимови на кавал, почнувајќи од Б, Х, Ц, Цис, Д и С. Има уште три од овој дури поголем и од овој помал. Со тоа што колку му е поголема големината на кавалот, толку е, значи, понизок кавалот. Најмногу употребуван кавал претежно кога се свири со класични инструменти, се свири со Ц кавал, додека кога свириме со изворни инструменти, свириме Цис кавал. Може ли да слушнеме каков е звукот на кавалот? Кога свиреле нашите стари предци по планините овчарите, оделе чиф кавали. Значи два кавали, едниот кавал му држи бордон, додека другиот свири една мелодија и тоа би звучало вака. Аплауз, па ова беше, значи, стварно невидено и нечуено. Гледате, драги гледачи, дека ова се вистински работи кои не можат да се видат и чујат на друго место. Ви благодариме за оваа прекрасна презентација. Кажете ми, тешко ли е да се научи да се свири кавал? Па тешко е, мислам, инструментот стварно си бара работа со оглед на тоа што може да примети и камерата и сите, значи нема никаква писка, додека кларинетот и гајдата имат писка, тоа е едно празно шупливо дрво, кое што пред се да се извади тон на кавал си бара време. Да, си бара време. Понатаму тонот како тон за да го одржуваш пак си бара работа и така, си бара посветеност инструментот. Така, има ли денеска некаде каде што може да се учи кавал? Има на факултетот за музичка уметност. Може да се специализираш за изучување на сите народни инструменти, кавал, тамбура, тапан и гајда. Убава информација за сите оние кои што сакаат да научат да свират на нашите етно инструменти, може тоа да го сторат на факултетот за музичка уметност. Ви благодарам многу, да. Одиме сега понатака да видиме. Дојдовме кај ова, бе Стефан, што е ова чудове пред нас? Ова е тапан. Ова ли е тапан? Здраво за овој Батко што свири на тапан и се вика? Трајче. Трајче, како сте, добри ли? Супер. Баш ми е драго што имаме шанса сега овде кога се видиме со вас и да видиме како изгледа овој тапан. Бе, многу е голем тапанов, Стефан, а? Да. Стварно сите тапани се вака големи? Па не, овој тапан е средна големина. Има уште поголем? Па има и уште поголеми, има и помали, многу помали, а за дечни како нив. Сега, секој сум гледал вака тапан и сум се воодушевал на тоа како изгледа тапанот, сакам неколку работи јас да прашам. Што е ова, значи, зошто вака има на тапанот вака се става едно пешкирче? Тоа мора да се става или не мора? Па не мора, меѓутоа ние кога работиме со цел оркестар мора да се стави затоа што без пешкирчето се создава некој ехо кој што им смета на музичарите. И сега второто моје прашање трече до вас е зошто тапанот се свири со две стапчиња од кои едното е големо и дебело, а едното е тенко и подолго исто така. Па добро, како што гледате тапанот има две страни за свирење, се чука со
со две чукалки, тоа едната од дебелата страна се вика чукалка или тумполо, ние како што го викаме, и од другата страна се чука со танко праче. Меѓутоа има и уште една работа за тапанот. Од едната страна секогаш зависи, јас да речеме сум деснучар, од десната страна се става подебела кожа и затоа се чука со подебела чукалка, од другата страна се става потанка кожа и се чука со потанка прачка. Готово. Го научивме тапанот, драги гледачи, видовте се, а сите тајни му ги откривме овдека. Стефан, имаш ли некој прашање поврзано со тапанов директно? Кој е твоето прашање? Моето прашање е од каде потекнува тапанот? Да видиме, ај се тапанот од каде потекнува, ова многу убаво прашање. Убаво прашање, точно годината на доаѓање на тапанот не се знае ни од каде потекнува, меѓутоа се претпоставува дека во Македонија тапанот е донесен за време на турско, за време на турците. Ова е оној традиционален македонски тапан што се користи кај нас. Какви се ритмови можат да се направат значи на тапан? Македонија нели изобилува со многу различни ритмови, затоа сме различни од другите земји. Се зависи од твојата фантазија, нели можеш да комбинираш ритмови, да си правиш своји ритмови и така. Дали ќе бидете љубезен да ни демонстрирате овде да видиме сите и да слушаме како звучи тапанот, а? Нема проблем. Ајде да направиме простор малце околу тапанот, фатете се за ора 3-4 спремни да видиме ќе зиграме или не. Браво, аплауз, значи ова беше спектакуларна и невидена точка, драги гледачи. Ти благодарам, Драјче, многу на тебе и сакам да им заблагодарам уште еднашка на колегите, на сите музичари овдека од ансамблот за народни игри и песни ора, што бевте дел од нашата емисија и што дадовте свој придонес за нашите дечиња и нивните родители да дознаат нешто повеќе за вас и за вашиот ансамбл. Ајде уште еден аплауз, значи за сите музичари овдека во танец. А сега одиме понатаму. И на самиот крај на нашата емисија дојдовме да видиме и гости во канцеларијата на директорот на ансамблот Танец, господинот Бошко Тренерски. Здраво, живо и добро дојдовте во Супер Звезда. Добре најдов. Како сте, господин Бошко? Добро, вака во едно убаво друштво, многу побаво. Да, супер со друштво, нели со дечиња. Имате ли вие посети, доаѓаат ли некојаш дечиња да видат што работите? Често пати доаѓаат дечиња од градинки, доаѓаат од училиште и така натаму им презентираме она се што имаме и знаеме и умееме. Така, баш ми е драго. Ајде вака сега на кратко да кажеме и за нашите дечиња и нивните родители да дознаат што е во суштина Танец. Ансамблот Танец е национална установа, единствен професионален ансамбл кој го негува, обработува и презентира македонското фолклорно творештво на сите континенти во светот. И тоа Танец го прави од 1949 година па се до денес, значи до нареднава година за еден месец ние славиме јубилеј 60 години. Така да за тие 60 години ансамблот Танец направил над 5000 концерти во светот. Настапил на фестивали, концерти, да речам, и повеќе различити манифестации од културата. Колку луѓе работат во овој ансамбл? Моментално тука работиме 70 вработени професионално, односно поделени во секторите уметници и административен дел и одржувачи, нормално на она што значи видовте да имаме многу носи и така натаму, значи имаме три целини во уметничкиот дел, тоа е оркестарот, односно оркестарот народни инструменти, големиот оркестар традиционален, играорниот хор, машки и женски играорци и народниот хор кој што ни е новина, да речем во ансамблот Танец, многу години назад не постоеше тој хор, но сметаме дека и вокалната традиција треба се презентира негова и така натаму, го формиравме и всушност сме 70. Имаме во тој другиот дел одржувачи, шивачи, перачи на гардероба и така натаму, организатори и се она што значи технички персонал. Дали имаме сега прашање, дечиња, ајде да видиме. Чичко Бошко да одговори на дел од нашите прашања. Еве Стефан има прашање. Повели Злато, кој е твоето прашање? Дали е убаво да се види директор на Танец? Убаво ли е? Знаете што? Не само што е убаво, туку и гордо, затоа што е овај вистина амбасадор на македонската фолклорна традиција по светот. Така. Благодариме. Следно прашање имаме да видиме. Ајде. Оваа женска овдека, повели Злато, кој е твоето прашање? Сакам да прашам дали е тешко да бидеш директор на Танец. Така, дали е тешко да се работи, значи директорската работа?
Па не е лесно затоа што директорот на ансамблот Танец треба да ги познава многу нешта во самата дејност, односно да го познава македонскиот фолклор, да го организира работењето во ансамблот Танец, да направи програма каде Танец треба се представи по светот, да контактира со светот, така да, значи, е разнолика работата на директорот и специфична и затоа е убаво. Значи, ние сме по цел ден исполнити со активности кои што ги работиме. Така, кажавме дека имате и ваша веб страна, сите оние кои што сакаат можат повеќе да се информираат тамо. Која е веб страната на Танец? Тата веб страна најлесно се навоѓа www.tanec.mk. Танец.mk и сите тајни на Танец. Да, единствен во светот. Што значи името Танец? Името Танец доаѓа од народната игра. Танц, танцување, играње или можело да се крсти македонски јоро, ништо не е страшно. Значи Танец доаѓа од самиот збор танцување, играње. Во рамките на програмата која што ја работи вашиот ансамбл Танец, какви све игри и ора има? Па знаете, Танец го негува македонското фолклорно творештво, да речам, не од сите делови на Македонија или етничка Македонија. Ние не одиме само на административна Македонија, односно на етничка Македонија, така да и од егејскиот дел, пирински дел, да речам и од вардарскиот дел, намо преку, да речам, западот од делот седо, намо каде што има македонци. Така да песната, играта, носиите преточени во сценска изведба, што се вика и хореографија, и затоа Танец често пати се нарекува и подвижен музеј, затоа што се всушност содржи во таа игра и носи и инструменти, и пеење, и играње и така натаму, значи се она што значи го има македонскиот, да речам, човек од дамнина па до ден денес. Така, благодарам на прекрасниот одговор. Овдека пред вас може да видиме CD-ња и DVD-ја. Какви збирки се овие? Не е ова студијска снимка, туку чисто она што значи концертно представување, бидејќи е квалитетот ворвен на играорците, пејачите и инструменталистите и нема потреба посебно да се монтира студијска снимка. Значи, во живо све се свири, директно во живо се игра и така снимено се става на овие носачи на слика и звук. Карактеристика на ансамблот е што исклучиво настапува во живо. Значи, не користи плебек и исклучиво настапува со оригинални носи. Нема импровизација, се тоа како што треба се. Со сите салтанати, како што викаат постарите. Да, со сите салтанати. Сега вака ме интересира, вие секоја година имате традиционален годишен концерт, така ли? Па еве сега веќе припремаме на нашиот сајт да ставиме и денот на одржувањето на концертот, тоа е 28 декември во салата на Македонската опера и балет. Сите оние заинтересирани ќе имаат можност да видат што си оваа година ќе презентираме, односно за овој концерт презентираме 3 нови хореографски постановки, миналата година 2 беа, сега ова 3, значи секоја година се понови, да речам, игри. Тоа е представување на игрите од Леринско-Воденскиот регион, Тетовскиот, односно Поселие, тоа е онај дел од Горни Поло, и да речам игри од Гевгелиско, женска игра од Гевгелиско, тоа е лазарска игра, што ние од тој регион имаме само русалиите, ова е втора игра. Прекрасно. Може ли ние да видиме дел од вашиот концерт, да видиме, значи, што се Танец работи? Поканата останува еве отворена да вие заедно со оваа екипа и пошироко која ги имате екипата, да го последите концерт. Да видите и насцена како нашите врвни уметници, инструменталисти, играорци и пеачи тоа го прават. Голема љубов и големо задоволство ќе дојдеме да ве видиме таму и да ви посакаме се најдобро за крај. Вака, еве и дечињата и нивните родители гледаат. Имате ли нешто што би можеле вие да им го порачате на сите оние наши гледачи кои што не гледаат? Па, препораката моја да се негува македонската традиција, посебно песната, играта и носијата, а тоа е всушност историјата и идентитетот на овој народ, на оваа држава. Благодарам од се срце зашто денеска не примивте толку топло и срдечно како никој што не нема примено до сега. Фала ви уште еднаш. Македонска куќа и нормално така треба се примаат. Драги гледачи, се надевам дека и вие се почувствувавте потполно исто толку убаво колку и ние што се почувствувавме за цело ова време додека денеска бевме гости во Танец. Ве поздравувам вас и сите ваши вработени овдека во Танец. Ви посакувам се најдобро, ќе дојдеме да го видиме вашиот концерт. А вас, почитувани гледачи, ве поздравувам и вам ви посакувам се најдобро. Се гледаме за една недела од сега, следната сабота во 10 часот на Канал 5 телевизија. А за крај, господин Бошко, што е изненадувањето што суперзвичките ќе имаат шанса да го добијат? Па еве, за крај ние ќе им подариме по еден диск за да може да видат што повеќе Танец внатре
сторил, изработил по концертите, односно секој да може дома да си гледа и да ужива во она што го има како традиција. Ви благодарам, фала ви уште еднаш, чао, пријатно и до гледање. Пријатно.